Послание на апостол Павле до евреите, 9 глава. Така и во првиот завет имаше уредби за богослужение и земно светилиште, зашто скинијата беше направена вака. Во првиот дел се наоѓа светилникот, трапезата и изложените лепови. Тој дел е наречен свето место. А зад втората завес од скинијата беше делот наречен светиње над светињите. Во неја се наоѓаше златната кадилница и од сите страни опкован со злато ковчегот на заветот, во кој стоја златниот сад со мана и расцутениот жезл на Арон, како и плочите на заветот. А над него херувими на славата, што го осенуваат чистилиштето. За ова сега нема потреба да се зборува поопширно. При ваков распоред, во првиот дел од скинијата секогаш влегуваа свештениците и извршуваа Божја служба. А во вториот дел влегуваше поеднаш во годината првосвештеникот, и тоа не без крв, што ја принесуваше како жртва за себе и за гревовите на народот, направени поради незнаење. Преку ова, Светиот Дух покажуваше дека се уште не е отворен патот за светилиштето се додека стои првата скинија, која е символ на сегашното време, во кое се принесуваат дарови и жртви, кои не можат да го направат совршен по совеста оној што служи. Туку се состојат само од јадења и пиења, и разни миења и телесни обреди, установени до времето кога сето ова ќе се исправи. Но Христос, кога стана првосвештеник на идните добра со поголемо и со посовршено светилиште, не ракотворено, односно не онакво какво што се прави на земјата, ниту со крв козија и телешка, туку со својата крв, влезе во светилиштето еднаш за секогаш и изврши вечен откуп. Зашто ако крвта на јунче јарец и пепелта од јуница преку попрскување ги осветуваат осквернетите за очистување на телото, тогаш колку ли повеќе крвта на Христос, кој преку Светиот Дух се принесе себе на Бога, непорочен, ќе ја очисти совеста наша од мртви дела, за да му служиме на живиот Бог. Затоа, е тој посредник на новиот завет, та по неговата смрт што стана за откуп на престапите од времето на првиот завет, призваните да го добијат ветеното вечно наследство. Зашто каде што има завет, таму е неопходно да следува смртта на заветувачот, бидејќи заветот добива сила само по смртта. Тој нема никаква сила додека заветувачот е жив. Поради тоа, ни првиот завет не беше утврден без крв. Зашто Мојсей, откако ги прочита сите заповеди од законот пред сиот народ, зеде крв телешка и јарешка, со вода и со црвена волна и со исоп ја пороси како самата книга, така и сиот народ, велејки: ова е крвта на заветот што ви го одреди Бог. Исто така, со крв ги попрска и светилиштето и сите садови за служење на Бога. И речиси се според законот со крв се очистуваше, и без пролевање крв нема проштевање. И така, образите небесни требаше да се очистат на таков начин, а самото небесно со подобри жртви од овие. Зашто Христос не влезе во ракотворено светилиште, кој е само образец на вистинското, туку во самото небо, за да се јави сега пред лицето на Бога за нас, а не да се принесува себе како жртва повеќе пати, како што прво свештеникот влегува во светилиштето секоја година со туѓа крв. Инаку, тој би требало многу пати да пострада од созданието на светот. А сега, еднаш за секогаш, до крајот на вековите, се јави за да го однесе гревот, откако се принесе сам себе како жртва. И како што им е на луѓето определено да умрат еднаш, а потоа суд,
Така и Христос, откако еднаш се принесе самиот себе како жртва, за да ги однесе гревовите на мнозина. Втор пат ќе им се јави не веќе како жртва за грев на оние што го очекуваат, туку за нивно спасение.